Почитуван председавач на Комисијата за енергетика Диме Велков, почитувани пратеници, почитувани граѓани на Република Македонија, господине Енвер Елмази, представник од Регулаторната комисија. Денес расправаме за предлог финансискиот план за 2021 година на Регулаторната комисија за енергетика и водени услуги на Република Македонија. Само да ги запознам граѓаните на Република Македонија, тоа е комисијата која одлучува помеѓу другото дали ќе поскапе или нема да поскапе струјата. Во претходната сесија од оваа седница од господинот Бесимовски се наслушавме на фалби, успеси, домакинско работење и така натаму. Слушнавме дека Регулаторната комисија по трет пат е најдобра во регионот, дека се многу добри и по дома, дека се многу успешни и така натаму и така натаму. Но тука на мене нешто не ми е јасно, односно си поставам неколку дилеми. Прво, зошто се уште власта не ја закажува надзорната расправа за работење на Регулаторната комисија за енергетика, предложена од ВМРО ДПМН, иако тоа е проблематика на собранието, меѓутоа ги охрабрувам од комисијата, посебно господинот Бесимовски, да не подржи во оваа намера да зборуваме за работата на Регулаторната комисија за енергетика и води и тоа да го направиме на една надзорна расправа во собранието на Република Македонија. Од комисијата ќе имат шанса да се пофалат, да ни кажат колку награди, колку успеси добиле, постигнале. Ние како опозиција ќе кажеме што имаме и ќе ви кажеме што народот мисли за покачувањето на струјата од 7,42% плюс 18% ДДВ на сето тоа. Во оваа прилика само ќе кажам дека комисијата од страна на народот се доживува како партиска комисија за енергетика, која директно одработува за владата на СДСМ. Да не должам, ќе се осврнам на извештајот, и тоа на две позиции. Бројот на вработени секоја година рапидно се зголемува, односно расходите и надоместоците за плати на вработените се зголемуваат секоја година. Почитуван пратеник Трајанов, само да ве замолам да дискутираме по точката на дневен ред. Дневен ред ни е финански план на Регулаторна комисија за 2021 година. Да се држиме до точката доколку се служувате да работиме поделно. Ова е безобразно од ваша страна, председателе, затоа што пред малку спомнав дека зборувам за извештајот, односно за бројот на вработени. Дали тоа содржано во извештајот? Не разговараме јас и вие како реплика со контрреплика. Јас ви кажам да се држите до дневниот ред. Се држам до дневниот ред и зборувам за извештајот. А тоа што сакате да ме прекинувате и да ме деконцентрирате, нема да успеете. И едноставно е само одраз на вашето однесување. Зборувам за вкупниот број на вработени во Регулаторната комисија. 2019 година тој изнесува 30, 2020 година тој изнесува 40, во 2021 година планирате 46 вработувања. Господинот Бесимовски во својот говор, односно реплика, зборуваше дека примат нови вработувања, дека и требало електроинженер и правник, тоа се двајца, но јавно прашувам дали сите вработени стари и нови си ја заслужуваат големата плата во Регулаторната комисија. Или некој од нив едноставно идат на работа и буквално ништо или многу малку работат. А бројот на вработени рапидно се зголемува во оваа комисија, така ако земеме однос 2019-2020 година, бројот на вработени се зголемува за 33,33%.
Бројот на вработени 2019-2021 година, ако се реализира планот, ќе се зголеми за 53,3%. И тоа се сериозни проценти на зголемување на бројот на вработени. Според предлог финансискиот план за 2021 година, евидентен е податокот дека расходите за позиции плати се огромни и доминантни. Имено, вкупно планираните расходи на регулаторната комисија за 2021 година изнесуваат 79 милиони денари и нешто плюс, а пазете, планираните расходи за плати и надоместоци за плати изнесуваат фантастични 49 милиони 400 илјади денари или изразено во проценти, тоа се 62,43% од купните приходи. Приходите константно растат. Однос 2019-2020 приходите се пораснати за 6,7 милиони денари или 18,23%. А ако земеме сооднос 2019-2021 година, приходите се пораснати за плати за фантастични 12 милиони или, односно ќе бидат зголемени за 32,55%. За 2021 година, почитувани господа од регулаторна комисија, планирате 46 вработени. Ако тоа се подели со сумата за плати 49 милиони 436 илјади денара, добиваме фантастични 1 милион 74 илјади денара годишно за еден вработен. Тоа е, вака по-народски, 17.418 евра годишно просек за еден вработен. Значи, месечната бруто плата во таа регулаторна комисија изнесува 1456 евра просечно, или тоа се некаде 90.000 денара месечно. Платата на директорот предпоставуваме неколкократно повисока од просекот. Сигурно тоа е деловна тајна, но ние ќе си предпоставуваме дека е поголема за 2 пати, за 3 пати, можеби и повеќе пати од просекот. Со тоа платата на вработените кои вистински работат е многу помала од просекот и тоа се заслужени плати, јас немам ништо против нив. Си ги заработиле луѓето. Но мораме да искоментираме. Во интерес на граѓаните, во интерес на вистината, еве, нема да сатанизирам, јас викам да за големи плати, ако добро, непристрасно и законски се работи. Но се поставува прашање дали комисијата, односно господинот Бесимовски, ќе зборувам конкретно за него, затоа што тој е најмногу одговорен, домакински и законски работи. Ја зголемивте струјата за 7,4% плюс ДДВ на 31 јули 2021 година. Надвор од законски утврдениот рок, согласно правилникот за утврдување на цената на струјата. Имено, согласно тој правилник, цената на струјата за секоја година мора законски да се одреди на, односно до 1 јули во оваа ситуација за оваа календарска година, 1 јули 2020 година. Што направи Бесимовски? Си донесе сам одлука
односно си го промени правилникот со допуна на член 17, составање на член 17а. Меѓутоа, таа допуна на правилникот е донесена на 12 јуни 2020 година. Со образложение дека имаме вонредна состојба во државата. Меѓутоа, вистинската причина е одлагањето на зголемувањето на цената на струјата, тоа што на 15 јуни имавме избори. Значи, наместо цената да се покаче на 1 јули, комисијата носи одлука, односно подпишена од Бесимовски, затоа тој ја сноси одговорноста, промена на правилникот на 12 јуни и со тоа ја пролонгира зголемувањето на цената на струјата, завршуваат изборите, завршува вонредната состојба и ја зголемува цената на струјата на 31 јули. Ако ова не е партиска задача, ако ова не е партиско одработување, јас не знам што е. Обидот да се промени правилникот кој е донесена на 12 јули воопшто не го покрива господинот Бесимовски во неговата одговорност, затоа што тој требало да објави ке има или ке нема зголемување на цена на струјата на 1 јули. Тој само морално се покрил од 12 јули до 30 јули и тоа морално, прашање дали некоја друга одговорност, а нема воопшто покритие за периодот 1 јули, 12 јули. И тоа е чиста политика. Со тоа, не само што се пролонгира цената на зголемување на струјата, се одработува политички за власта, дополнително, тоа сакаме да го збориме и на надзорната расправа, со зголемувањето на цената на струјата покриени се неколку работи. Нестручен менеджмент и нестручна работа во енергетските компании, илјадници партиски вработување на СДСМ во државната МЕП со АД Електрани, регулаторна комисија и така натаму, реваншизам кон сите вработени кои не се покоруваат на СДСМ, ефтино продадена државна струја од АД Електрани, недомакинско работење. Затоа искрено сакаме да збориме на надзорна расправа и со аргументи да ви докажеме дека тоа е така. Во оваа прилика нема да одземам време, ќе се вратам на извештајот. Извештајот е тотално неприфатлив. Особено во делот плати и привилегии на Бесимовски, кои се незаслужени. Било кој човек од улица може да подпише нешто што ќе му сервира политиката и тоа ќе го направи за помала плата. Го советувам господинот Бесимовски да си поднесе оставка, затоа што не се снаоѓа во проблематиката, потенцирам, на независна комисија за енергетика и води. Тој може да биде добар стручак и да одработи партиски, но не и независно. Ова го кажувам од проста причина, што улогата на регулаторот не е само да пресмета по формула покачување на струјата. Регулаторот мора да ги утврди и причините за зголемување на струјата. Да бидам појасен, дали е во ред да се примат илјадници нови вработувања во државните компании, без при тоа да се понуди развој на компоненти со тие вработувања, или да се подобри резултатот од работењето. Дали е нормално струјата која на пазарот вреди 51 евро мегават час,
да се продаде по 36 евра мегават час и со тоа електрани на Македонија свесно да влезат во загуба. И на крај, дали е во ред недомакинско работење, сомнителни тендери, непланско производство. Ова морало да го знаат во регулаторна комисија и да бидат независни од политиката. Вака одработиле политички и овој извештај, овие плати што се на раководните структури се незаслужени и треба да се ревидират. Благодарам. Благодарам.